Подготвително рочиште се одржа, но не и воведни зборови на обвинителството за случајот со злоупотребите на ИПАРД програмата, поради кој поранешниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Илија Стоилев заврши во притвор. Прво обвинет е Џевдет Насуфи, поранешен министер за правда и за локална самоуправа во владата на Љупчо Ѓоргиевски, како директор на фирмата Сигнас Арго од Струшко Велешта, им дал 5000 евра на тројца луѓе да влијаат на Стоилев, кој требало да добие 50.000 евра за да стави подпис на проектот на фирмата за да добие пари од ИПАРД 3 програмата. Полицијата според обвинението го фатила Стоилев со првите 400 евра дадени на рака. Одбраната се жалеше дека немала увид во доказите, а обвинителката која го води случајот Наташа Поптрајкова поради тоа немаше можност за воведни зборови. Судиката Ленка Давидкова следното рочиште го закажа за 30 април за одбраната да има доволно време да се запознае со доказите. Насуф е бил управител на Сигнас Арго, но бил сменен 10 дена по отварање на случајот. Меѓу обвинетите и вработен во УЈП и неговиот брат. 4 вработени во агенцијата исто така се гонат бидејќи ја одобриле апликацијата без потребните документи. Телма веќе пишуваше дека околу 10 милиони денари или речиси 169.000 евра бил проектот за кој на обвинителна клупа седна поранешниот директор на агенцијата, а земјоделците останаа без очекуваните пари. Европската комисија стопираше исплатата на 2,9 милиони евра од ИПАРД 3 програмата, кои требаше да легнат на сметката на државата до крајот на јануари по апсењето на Стоилев.